Слоештица, или како што многу некои ја нарекуваат македонска Венеција, никогаш не било типично село. Поради тоа што Слоештица има 260 жители, од кои кога би сакале да пишуваат 250 би биле писатели. Исто така Слоештица, она што го кажав, македонска Венеција не е случајно, тоа е поради многуте води што доаѓаат од овие планини тука. Планини кои изобилуваат со многу вода, многу шума, многу живописно место и сите води потоа се собираат во 4, а тие 4 на целото се собираат во 2 и ни селото врват точно 2 реки поголеми, од кои онаа десно што врви е поголема и се вика Големача, а онаа лево што врви, заради тоа што лево врви, а е помала, не се вика Малача, туку се вика Левача. Слоештица е исто така едно многу големо светилиште. Во Слоештица има 5 цркви. Единственото село во оваа држава во која погребалната и катедралната црква се одделени. Што значи има црква за обреди погреби и црква во која што се случуваат венчавките и крштевките и така натаму. Овој дел овде зачудува по уште една голема работа, што токму овде е местото од каде што тргнал апостол Павле према Егејска Македонија. Слоештица не само по тоа што пред малку го споменавме, и не само за тоа што толку е многу убава, во Слоештица се вкрстуваат и патиштата на Вија Игнација. Овде, секојдневието, животот на слоештичани е еден класичен раскош, едно доживување во животот, што може да се каже, затоа што секојдневието кај нив представува поезија, а поезија представуваат кај слоештичани и кавгите, и живењето, и погребите, и радостите. Од тие причини слоештичани имаат единствена цел во животот да го поминат во Слоештица и на крајот во Слоештица да се умре. Но секој слоештичанец би посакал секако подолго да живее, еве, например, 10 века. Во Слоештица имало и има се уште многу иселеници кои емигрирале после Втората светска војна во добар дел во Србија како фурнаџии. Потоа добар дел од нашите кои отишле таму воопшто не се вратиле назад. Имаме иселеници во Австралија, Германија, Шведска. Секогаш овој народ бил остроумен. Овде, како што кажав, сите трговци од Охрид, Струга, Ресен, Кичево, Прилеп, Крушево, како оделе по пазари, морале да застанат во ова село, а жените имале една единствена работа. Да и станат порано, да ја изметат куќата, да исперат она што е, да го направат јадењето и потоа имале буквално цел ден слободно време, што значи како поминувал некој трговец, застанувал во ова село и информирал што се случило и во Охрид, што се случило и во Струга, и во Кичево, и така
овој народ секогаш бил во тек со најголемите збинувања. Мажите се занимавале најчесто со дрварство или биле занаетчи колари, ковачи, ќумурџи, па и валавици овде постојат за јамболи, за перење, за валање и така натаму. Ова планина за Анна Сонма, таа е платинска планина со врвот висок 1999 метри. И баш при некогашните мерења на оваа планина, слоештичани се бунеле зошто не било 2000. И се сложиле еден ден да појдат да созидаат една кула од камен, едно метро, и при некои мерења да се води 2000 метри, што значи во некои карти се води Платенската планина 1999 метри, во некои случаеви се води 2000 метри по барањето на жителите на Слоештица. Овие се планински масиви кои се поврзани со таа Илинска или Платинска планина. Оној дел што е према Илино, тој се вика Илинска планина, а ова се вика Платинска планина затоа што соседното село позади планината се вика Плаќе и тоа е на Охридскиот регион. Од врвот на оваа планина се гледа Охридското езеро. Што значи ние сме многу блиску и со Охрид, и со Ресен, и тоа доаѓа централно подрачје на Македонија, а ако Македонија е централно подрачје на светот, тогаш Слоештица е центарот на светот. Даруяй и Твоей сохраняй крестом Твоим
Господи, Исусе Христе, Боже наш. Благослови го лебот, виното и пченицата сега секогаш и во сите векови. Амин. Во слава и чест на святи великомученика Георгија приносим ти, Господи, жертву сија. Прими ја во пранебесни мислене Твоим жртвеником, сегда и присно и во веки веков. Амин. Исраиле, лико и дева им е, и во чреве и роди сина, Емануила, Бога же и человека, востоки имя Его, величаем, Дево ублажаем. Христос посреди нас, и еси будут, братима. Христос посреди нас, и еси будут. Айде ви. Христос посреди нас, и еси будут. Нека ви е на помој, пунството го поздрави. Бери ги да се живи здрави. Едното од лебот ќе му даете на новиот кум, други ќе разделите за здравје на сите луѓе. Во Слештица во моментов има околу 260 жители, од кои, за жал, поголемиот дел се старци. Многу млади ја имаат напуштено Слештица, поради тоа што нема екзистенција, животна екзистенција, бидејќи секогаш со векови наназад овој народ живеел токму од шумарството, од дрварството и така натаму, и она што биле занаетчи. Сега, после формирањето на шумските стопанства, слештичани мораат да ги плаќаат шумите поскапо од Париз. И така да, веќе животот му е доведен во прашање. Во Слештица во моментов има, ми се чини дека од 4 или 5 ученици, што никогаш тоа не било. Што е еден страхотен показател, што значи може селото многу да дојде во изумирање. Децата постои училиште, браќа Миладиновци. На времето учеа и по 50 и по 60 деца одеа во 2 смени. Сега има учителка која учи од 1 до 4 само 4 до 5 деца. Ништо повеќе од тоа. Тие што се многу малку, веќе и тие кога би можеле би заминале, не за тоа што сакаат да ја напуштат Слештица. Проблемот е во тоа што не можат да екзистираат, нема вработување, нема каде би, односно каде би се вработиле. Капацитетите се тие. Општо во Демирхиса, не станува збор само во Слештица. Од тие причини ја напуштаат Слештица. Но носталгијата на сите оние што се заминати од Слештица во секого е присутна, така да на сите празници поголеми Слештица повторно се радува со своите луѓе, со својот народ. И ова во секој случај е едно од повиталните села што може да се каже во Демирхисар. Замислете што се случува со другите.
Единствено што може повторно да се ревитализира селото, повторно што може кога би се вратиле луѓето во селово, е кога барем малку би имало нешто да мисли државата на селата од изнајмение изминатите 40 на 50 на години, дека селата буквално се опустошија. Се опустошија заради што не може луѓето да живеат. А сега, кога би имало нешто каде би работеле, пак некој би се вратил. Потоа или би се вратиле луѓе сега што заминале во поголемите градишта, што веќе таму немаат што да прават. Како да екзистираат стечајни работници со деца, со семејства и така натаму, така да малку од една страна е тоа голема катастрофа што се случува со нив што заминале, а од друга страна па тоа е придобивка на селото, повторно може да заживее баш со оние луѓе кои заминале. Овде може да се развие и пчеларството, и рибарството, може да се развие да речеме некои од старите занаети, сточарството и така натаму. Значи има навистина можности, но се повторно останува на државата колку ќе води сметка за селата да се ревитализираат и дали воопшто ќе вложи во нив нешто, па да можат луѓето да отворат некаква фарма, некаква друго, некакво погонче и така натаму. Ова го зборувам од причина што нема нешто што не може да се работи во Слешчица. Еве, например, ова е еден од најчистите краишта во Македонија. Овде може да се произведува здрава храна. Здрава храна што може да ни позавидат многу европски земји. Но ние, за жал, и тоа еве не го искористуваме. Сето е ова што можеме да го приметиме, се задивило, нема кој да го контролира, нема кој да го одржава. Свадби нема, крштевки нема. Значи, повеќе, што би рекол писателот Петре Андреевски, кој потекнува исто од Слешчица, што би рекол, повеќе умираат отколку се раѓаат. И од тие причини и еден поп не е многу во Слешчица. Сега, ние припаѓаме под општина Сопотница, новоформираната општина Сопотница, и имаме регионален поп. И тој е поп за сите села, од Сопотница нагоре, сите села ги држи и да може да преживее. Еден податок е многу присутен во ова село, што секој што заминал од ова село повторно се враќа назад. Ако не повеќе, барем неколку години пред смртта. Оние реки што ги споменавме, Левача и Големача, кои низ село врват како две поголеми реки и прават остров во селото, или селото го делат на три мала, тие потоа по селото завршуваат, се сливаат една во друга, во една река, која потоа повеќе нема име. Таа река се влива во реката Црна и со себе ги носи сите болки и сите радости од Слешчица.